Почитувани гледачи, добар ден. Добре дојавте во најновото издание на земјоделската емисија Бразди. Времето направи вистински пресврт, затоплување после студениот и влажен бран, ова затоплување и ова расцветани дрвца што ги гледате зад мене негде во Валандовско, бадемот почна на големо да цвета и можеби нема да биде толку убава вест, вака убаво изгледа, но ако дојде повторно ладен бран, а се уште е рано за затоплување и за процветување, може да направи вистински оштетување. Ќе ги следиме состојбите со времето и временските состојби, овие вакви флуктуации на времето не се баш добре дојдени за овој период од годината, се уште е рано, но ќе видиме како ќе се одразат. Од друга страна се добре дојдени кај житните посеви, кај есенските посеви таму, каде што е фрлена прихраната, сега добро ќе потераат, ќе разеленат и ќе почнуваат да влегуваат во добра кондиција. Денешната емисија сепак ќе биде посветена главно на она што е најактуелно во овој период, а тоа е програмата за субвенционирање. Се разбранува многу јавноста, се разбранува целиот аграр, на сите страни дебати следиме, бидејќи се направи една соевидна реформа во однос на тоа како ќе се делат субвенциите, како ќе се делат парите предвидени за поддршка на земјоделството, и ние поразговаравме со науката. Во оваа емисија ќе стане малку појасно што се случува со програмата за поддршка на земјоделството, кои се долгорочните планови. Ова практично од она што го слушнавме од науката е дека ова е почеток на една долгорочна реформа која што во оваа година, во 26 и во 27 е некој преоден период за од 28 година да имаме 7 годишна реформа, односно план, точно да се знае секоја година од година колку ќе има пари предвидено за земјоделците да си планираат и тие пари да се загарантирани и дека таа година толку ќе се поделат и ќе се следат и оние планови кои што се првично беа наменети и сега е тенденцијата да се следат некаде до средината на годината, претходната година целосно да се исчисти од сите долгови, од сите плаќања кон земјоделците. Она што е уште позначајно со оваа реформа е што практично Македонија почнува еден подготвителен период кон европските програми, односно ќе имаме програмата за рурален развој, треба да го добие вистинскиот лик, да биде претходник на ИПАРК програмата, програма која што многу ќе помогне преку директни инвестиции во модернизација на земјоделството, а некако досега да биде програма за која што ќе се издвојат 50 милиони евра на хартија, на крај на годината тие пари ќе се префрлат за доисплата на субвенции и практично сите пари не одеа за субвенции и немавме никаков развој. Сега токму спротивно, ќе се дава се повеќе акцент на таа програма за рурален развој, ќе се одредуваат суми кои што ќе бидат загарантирани, дури и да не се потрошат во таа година, планот е да се префрлат во следната година, се со цел да имаме поголем бенефит, поголем ефект. Во денешната емисија разговаравме и со представниците на Европската федерација на ветеринари, кои што беа дојдени во Македонија во посета за да укажат на една многу важна состојба, а тоа е дека државата мора посериозно да ги свати ветеринарните служби и да ја одвојува сума која што е достојна за да ги покрие барем оние трошоци кои што ги имаат ветеринарите на терен, особено во години кога притисокот од болестите во целиот Балкан е се поголем и се позначаен. Мора едното здравје, односно заштитата на здравјето на животните, за да имаме заштита за нас да биде целосно реализирана. Тука се и стручните совети како редовна рубрика, така да знаете, првата наша рубрика се агровестите. Со воведувањето на условот за предаден производ во регистриран откупувач, ќе се заштитат вистинските земјоделци кои плаќаат закуп за земјоделско земјиште, а не можат да добијат никаква поддршка од државата, бидејќи таа ја користи сопственикот на земјиштето. На овој начин досега се одлеваат средства од државата кон категорија на луѓе кои не произведуваат храна. Затоа, ако имате земјоделско земјиште, треба да докажете дека најмалку 30% од вашето производство сте го предале во некој од регистрираните откупувачи или преработувачки капацитети и на тој начин само оној што произведува ќе ги користи субвенциите, вели министерот за земјоделство Трифуновски. Покај ваквите услови и заострените критериуми, според министерството и засилените теренски контроли ќе резултираат субвенциите да завршат кај вистинските земјоделци. Дел од земјоделските здруженија го прифатија новиот модел, додека дел се против и барат да се укине и да се работи на нов за од следната година.
Откупот на тутунот заврши со откупени нешто над 26.000 тони тутун, со просечна цена од 419 денари, со што реколтата од 2025 година се смета за успешна, вели Кире Ристевски, председателот на Сојузот на земјоделски здруженија. Заради ваквата година во моментов зголемен интересот за склучување нови договори. Интерес има за засадување на 28 до 29.000 тони тутун. За следната реколта, предлогот на Сојузот е цените по класи во новите договори да бидат 510 денари за прва, 460 за втора и 400 денари за трета класа. Склучувањето на договорите почнува од 1 март. Се подготвува стратегија за оризопроизводството и редефинирање на откупот на оризова арпа. Потребно е унапредување и прецизирање на процесот, за да се спречат можни манипулации од страна на компаниите, бидејќи ни е важно како држава да ја одржиме оваа стратешка култура, поради регионот и поради квалитетот на овој препознатлив бренд, истакна министерот за земјоделство Трифуновски. Еден сегмент што треба дополнително да се уреди е начинот и условите под кои ќе се врши откупот на оризова арпа, за да се елиминираат можностите за злоупотреба. Во изминатите месеци беа воочени бројни неправилности кај дел од компаниите, од кои најголем дел се санкционирани согласно постојните законски прописи. Исплатени се 5,5 милиони евра кон 9567 овоштари. Исплатата се реализира по мерката 1.6 директни плаќања по обработлива површина за одржување на постоечки овошни насади, соопшти од платежната агенција. На ова му претходеше и исплата на субвенциите за лозарите пред празникот Свети Трифон. Главната тема за денешната емисија ни се субвенциите. Се разбранува земјоделската јавност на сите страни предлози, негодување околу програмата за субвенционирање, 100 милиони евра како да се делат, дел од мерките зошто се така скроени или вака скроени, зошто се подигнати праговите на површините кои што треба да се исполнат како услов и зошто се бара услов да се има дел од производството предадено за да се остварат правото на субвенции. Ние поразговаравме со науката за да добиеме појасна слика што се случува. Ова е еден дел од цел еден проект на реформи кој што сега започнува, а има долгорочна цел. Погледнете ги сите детали за да бидат работите појасни во иднина. Професоре, како професор кој што долги години, цел работен век сте во агроекономијата, во политиките, во следење на состојбите во земјоделството, како гледате на последниве предизвика бурни реакции кај земјоделците, последниве измени на програмата? Прво ме интересира вашето мислење. Дали мислите дека беше дојдено време дека нешто мора да се менува? Како и да е, еве ги слушам сега земјоделците со став да се вратиме на програмата од 25-та па да работиме на програма на 27-та. Можевме ли такво нешто да правиме или веќе беше дојдено време нешто мора да се менува? Најпрво, добар ден до вас и гледачите на Канал 5 телевизија, на емисијата Бразди. Убаво кажавте дека дојдено е времето и веќе кај сите свеста стигната до тоа ниво дека на овој начин веќе не може да продолжиме со политиките, односно со поддршките во земјоделството. Од 2007 година, кога почна интензивните поддршки во земјоделството, кога дојде над 100 милиони евра. Кога стигнаа поддршките кога стигнаа до повеќе од 100 милиони евра, значи сето тоа одеше во една насока во која што често пати и ние долго време баравме одредени измени да се извршат во поддршките, односно во мерките, во креирањето во насочувањето на тие средства во земјоделството, меѓутоа не секогаш наидувавме на одзив од страната на политиката. Сето тоа одеше се додека минатата година Министерството за земјоделство преку проектот на Светска банка не ангажираше нас една екипа од агроекономисти кои што извршивме среднорочна анализа на
стратегијата за земјоделство и рурален развој 2021-2027 година. Значи во периодот од 2021 до 2024 да извршиме анализа колку се остваруваат стратешките насоки на таа стратегија. Меѓутоа, не само тоа, беше побарано од нас да се вратиме уште еден стратешки период наназад, односно да извршиме анализа на периодот 2014-2024 година. Грубо кажано, да се види дали имат ефект тие пари што се какви се ефектите, односно во која насока се движи земјоделството. По една опсежна анализа и вкрстување на она кои се трендовите во земјоделството, односно какви се капацитетите, какво е производството, количините и така натаму, и она што државата го вложила во земјоделството, се доаѓа до едни, би рекол, многу загрижувачки резултати за сите кои што сме во секторот земјоделство, но и за сите во државата, бидејќи ова е една јавна политика, економски сектор кој што треба преку јавната политика, односно земјоделската политика, да обезбеди храна за населението, но и да обезбеди економски корист за оние кои што живеат од земјоделството. За жал, утврдивме дека трендовите одат во спротивна насока. Во тој период се вложени повеќе од 1 милиарда и 800 милиона евра, за жал бројките покажуваат сите капацитети се паднати во сите сектори. Еве само да ви кажам во говедарството, да речеме, од 2014 до 2023 година годишно по 10.000 грла крупен добиток се намалувал. Значи преполовени се тие капацитети. Сето ова пак влие на целокупната економска состојба во државата, каде што ние од година во година се повеќе издвојуваме средства за да увезуваме храна, која што можеме на нашите капацитети кои што ни се дадени, природни, да ја обезбедуваме. Ние ако земеме дека 2014 година некаде негативниот биланс во увозот на храна било околу 100 милиона, 150 милиона, ние стигнавме дека 2024 година ја завршивме со 430 милиона. Значи, 3 пати сме го зголемиле увозот на храна во тој период. Затоа, во нашите препораки, значи во она што го издвоивме како сознанија од анализата, дадовме и одредени препораки. Препораките се движеа дека стратешките цели на документот беа добро поставени, меѓутоа мора да се следат оние насоки кои што и самата стратегија ги дава. Најпрво дека измените мора да почнат, реформите едни и да започнат 2026 година, да продолжат во 2027 година, за да 2028 година го подготвиме македонското земјоделство за сето она што не чека во тој стратешки период кој што ќе се совпадне и со стратешкиот период на Европската унија 2028-2034 година, за да комплетно ги промениме мерките, односно пристапот на поддршката на земјоделската политика во земјоделството. Практично ова сега се подготовки. Практично ова сега се почетните реформи, кои што не се само реформи во делот на мерките, него ќе зборувам подоцна и за другите реформи кои што ќе не следат. Најпрво ние за сето ова направивме и една анализа, односно применивме една методологија која што на Западниот Балкан досега не е применувана. Применувана е во последните 10-15 години во некои земји од Европската Унија, а тоа е така наречениот економски експеримент, со кој што преку едно тестирање, би рекол, условно, бихевиористичка постапка, разговаравме, односно ги тестиравме земјоделците, група земјоделци, тоа беа 226 на број, како тие гледаат на реформите во кои што ние дадовме насоки. Едната насока беше да буџетските поддршки, значи се задржи ова ниво на директните плаќања, но сето она што ќе се зголемува да оди во програмата за рурален развој, каде што ќе се поддржуваат инвестиции, структурни промени, сето она што ни недостасуваше во минатиот период.
Втората работа беше да сето она што досега беа програмите за директни плаќања, да се што е можно повеќе поедностават, односно да се намалат административните бариери, процедури, сето тоа. Натаму имавме да тестираме како гледаат на еколошките принципи, односно поддршка на земјоделството преку одредени еколошки мерки, односно за зачувување на природата, климатските, ова сето што доаѓа од климатските промени, значи инвестиции во таа насока, односно креирање мерки во таа насока. Се со цел, значи, да видиме каков ќе биде нивниот одзив. Оне што го добивме, навистина радува, дека бевме во и нивните така би рекол гледања, односно резултатите од тој експеримент беа во насока на она што ние го креираме. Значи, дека многу добро се прифаќаат програмите да одат во инвестиции, во поддршка на развојот на земјоделството, дека немаат проблем дури и да се намалат поддршките, меѓутоа да биде известна поддршката, да се знае, да се намалат административните бариери и да знаат точно дека ќе ги добијат оние средства кои што им се наменети на почетокот на годината. Да нема многу промени, да си ги планираат точно. По однос на тие еколошки стандарди минимални, тие знаат дека треба да ги исполнат, меѓутоа тука малку имаат дилема, односно бараат посериозни поддршки од страна на државата, се со цел, значи, за да тие ги применат таквите еколошки и време за тоа. Сега, ние креиравме дека кога го презентиравме документот, кога ги добивме сите резултати, рековме дека 2025 не можеме, бидејќи беше веќе донесена програмата за поддршка, учествувавме. Да се менува сред година, не бива. И рековме 26-та да биде почетната година во која што ќе се направат првите чекори во трансформациите. Трансформациите треба додат во таа насока да постепено поддршките, директните плаќања зборувам, еве 100 милиони евра. 100 милиони евра се насочат кон мерки така наречени производно неврзани плаќања, односно да не зависат од типот на производството. Значи, да зависат од единица капацитет на која што земјоделците ќе произведуваат во зависност од тоа што е профитабилно за нив, а средствата ќе ги добијат по таа единица капацитет, без разлика што ќе произведуваат. Дали ќе произведуваат долгогодишни насади, едногодишни насади и така. Да биде по хектар. Да биде по хектар. Пример. Да, или по грло добиток во сточарството. Со оглед дека сериозно ќе се наруши износот на средства кои што одредени производства би го добиле, ние рековме во првиот момент, во овие 2 години, да ги оставиме во растителното производство на 4 групи производи. Тоа се поледелските култури, кои што ќе ги задржиме на истото ниво, долгогодишните насади, кои што ќе ги задржиме на истото ниво, во градинарството, кои што ќе ги задржиме исто така на исто ниво, и овие што се во контролирани услови, односно во оранжериското производство. Така е програмата и конципирана, со подмерки, со тенденција да се задржат истите износи кои што и биле и минатата година. Она што сега е новина, тоа е дека нормално како држава, како даночни обврзници, ние сите што даваме во буџетот, бараме и државата, односно тој сектор да обезбедува некаков придонес за државата и ставени се одредени критериуми кои што не се надвор од она што се случува во Европската унија и во државите. Дури има и построги примери. Секако построги се примерите. Да, капацитетите кои што се минимално за да се аплицира за мерката, се подигнат, релативно е тоа мало зголемување, но и да производството кое што го имаме на тие површини или од тие видови добиток, да мора да се предаде на
откупувачи, преработувачи или пак да се искористи за собствена преработка во земјоделското стопанство. Тука е најголемата... Да се види негде, да има видливост. Да има видливост, односно да има нешто од бенефит, од корис од тие средства кои што државата ги дава, за да и се враќа на пазарот, односно на нас како потрошувачи, на населението, да добиваме производи од домашно. Да немаме примери пченица, не знал што да прави, ги земал субвенциите, да дал на добиток од пченица. Или едноставно имало и, да речеме, евидентирани се и одредени девијации, односно каде што имало земјата, каде што воопшто нема производство и така натаму. Сите тие работи, значи сега постепено ќе се канализираат, односно ќе се ставаат во еден систем. Ќе се зголемат и контролите, секако. Тоа ќе биде, значи, првиот чекор кој што натаму ќе се зајакнува се до 28 кога ќе треба да преминеме на едно стратешко планирање, односно во наредниот стратешки период ќе имаме стратешки план за земјоделството, кој што за секоја година точно ќе ги детерминира мерките на почетокот и ќе ги детерминира износите за одредени мерки. Тој 7-годишен период. Тој е 7-годишен период. Секоја година за сите 7 години. За сите 7 години треба да се знае, однапред ќе се знае. Може да се планира секој. Тоа е за директните плаќања, но и во програмата за рурален развој, која што и во програмата за работа на владата, ако земете, е предвидено да таа програма стигне до 35% од вкупните буџетски подршки, значи да се зголеми сериозно, но да не се менува, да биде повеќегодишна буџетска програма. Значи, што значи тоа? Значи следното: ако во годинава, сега да речеме, не знам, оваа година се детерминирал одреден износ 30 милиона, 50 милиона евра за поддршка на руралниот развој, она што е 50-50 за земјоделците, популарно. Што ја сакаат земјоделците. Да, таа програма не се менува во текот на годината. Тоа што ако не се искористи, ќе се префрли во наредната година. Значи наредната година тие ако се искористат, да речеме, не знам, половината, таа половина, тие 20 или 30 милиони ќе се префрлат, па наредната година ќе станат 60, односно 90 или колку ќе биде заедно со претходната. Да се акумулира. И сите тие години, значи тоа е по принципот на ИПАРД програмите на Европската Унија. Тие не се менуваат, него само вкупен буџет кој што е распределен по години и кој што се пренесува од година во година. И уште една работа која што тамо е во ИПАРД, принципот N+2, значи кога ќе заврши периодот, еве сега ние сме на ИПАРД 3, нели? Треба да заврши 2027 година, ама ќе бидат оставени уште 2 години за да може да се дотрошат средствата. Затоа што во програмите за рурален развој земјоделците настапуваат со бизнис планови, со инвестициски програми кои што не можат да се завршат во текот на една година. Некои се покомплицирани, траат подолго и затоа е потребен период и затоа не треба да се тие програми, значи тие средства пренаменуваат, односно како и досега што се правело во тоа многу пати сме го нотирале ние, односно сме реагирале да не се случува тоа. И затоа имаме во минатиот период дека не повеќе од 10% само од вкупните средства кои што се издвојувале оделе во програмата за рурален развој и многу малку и затоа е придонесот. Често имавме примери, ќе заврши годината, од рурален развој се префрлаа пари за да се доисплатат субвенции. Да се доисплатат субвенциите. Тоа е недозволиво, затоа што субвенциите не носат развој. Тие придонесуваат во поддршка на доходот, односно на приходот на земјоделците. Не е целта, значи, на сите овие трансформации што ги правиме да остане исто, односно да се намалуваат капацитети. Целта ни е да ги поддржуваме земјоделците, за самите тие да стекнат ниво дека земјоделството представува работа, односно сериозен бизнис, дека главните средства пари им доаѓаат од производството што ќе го продадат на пазарот, а она што државата ќе ги поддржи секако се
директните плаќања, односно субвенциите, кои што треба да им го надокнадат она што, да речеме, разлика во цена, некој разлика во цена, или државата се обврзала да гради земјоделски политики, го избрала секторот дека е значаен, не само кај нас, тоа се случува во целиот свет. Значајно е да се обезбедува храна за населението, значајно е да се поддржува руралното население, значи да останат на тие капацитети во руралните средини и да се задржи тој би рекол живот на производство на храна. Да не дојдат сите во Скопје. Да не дојдат сите во Скопје. Она што, значи, ова се главните насоки на контурите. Добро, години наназад, ако ги погледнеме програмите, тие се движат некаде околу 100 милиони евра. Така, да. Последните информации дека се скратиле 40 милиони евра, не ги најдовме како податок. Видите, знаете, тоа често пати сме дискутирале без разлика дали со сегашните со оваа владеачка гарнитура, со предходната. Ние во македонскиот јазик за политика имаме еден збор. Во англиската, кога земете, има различни. Еден е за политика, онаа што е политиканство, политикс и полиси, нели? Ние зборуваме за економска политика, ние зборуваме за земјоделска политика, за која што третира една структура на население која што треба да ја поддржуваме и да не ја подвргнуваме на дезинформации. Апсолутно не е така дека 40 милиона се скратени. Секогаш, ако ги погледнете програмите наназад, секогаш околу 6 милиарди, како ќе му дојде 100 милиона евра, на почетокот на годината биле детерминирани за директните плаќања. Дури има години, еве, ако сакаме политика да правиме, дека 2020, 2021 и 2022 многу помалку не ни биле ни 100 милиони. Не ни биле 100 милиони, него биле некаде околу 50 милиони. Тие знае во текот на годината после. Не, да после тоа се доаѓале и до 140, ако се види дека има потреба да се исплатат. Секако доаѓале, меѓутоа не биле детерминирани на почетокот на годината. И она што го зборувам за програмите за рурален развој, па ги префрлуваат после таму во таа насока. Значи не е така земјоделците да бидат спокојни дека има доволно средства за да се исплатат овие креирани мерки сега и дека но да бидат спремни дека ќе има промени и промените ќе бидат во нивна полза, ќе бидат во полза на оние кои што ќе се зафатат сериозно со земјоделството и ќе им име основен бизнис. Ќе бидат ли во насока на она што често го бараат, календар на исплата, да ги добиат на време парите, да почне ред да се фаќа? Секако, значи тоа е една од работите која што ја добивме и од економскиот експеримент кој што го спроведовме со земјоделците, каде што тоа беше број 1. Тоа беше најсилен атрибут кој што го потенцираа они. Спремни се повеќе од 20% да им се намали субвенцијата, ама да бидат сигурни дека тие ќе стигнат. И да знаат точно кога ќе стигнат. Како беше по календар до 30 јули да биде изчистена значи, една од промените ќе биде и таа, ова што ви кажав од 2028 година. Кога ќе мора да се придржуваме на правилото исплатата за претходната година да заврши до 30 јуни наредната година. Можеби ќе останат некои кои што ќе треба да се допрегледаат, некои можеби кои што имаат некои проблеми, меѓутоа сето тоа мора да заврши до 31 декември. И нема веќе префрлање обврски од претходни години, како што досега се случувало обврски од претходни години. Значи тоа ќе заврши таа работа. Во сегашната програма 40 милиони предвидени за доисплата на стари долгови. Секако стари долгови кои што се влечеле и претходно, но тоа не е прв пат. Тоа секогаш се случува и тоа е една од работите која што ќе престане. Ние спомнав дека ова ќе биде се во насока и на земјоделците. Значи, пошироките реформи ќе опфатат и други активности. Пред се подготвува новиот закон за земјоделство и рурален развој, каде што ќе ги издетерминираме по-сериозно мерките, активностите, како ќе се движат земјоделските политики во наредниот период.
ќе подготвиме и закон за уредување на пазарот со земјоделско прехранбени производи, каде што ќе ги нотираме и нови политики нови мерки и нови политики кои што ќе треба да се воведуваат во наредниот период, пред се поради прилагодувањето према Европска унија. Значи, прилагодувањето кон Европска унија, ја не знаме доколку и оди побрзо, ќе мора, значи, сето тоа да ги трансформираме и мерките. Одредени подсектори при такво едно пристапување ќе бидат иземени од поддршките. Како пример? Како пример, да речеме, свињарството е еден од тие. Тие го сметаат за индустрија и не го поддржуваат на овој начин. Градинарството е една од тие. Лозарството е една од тие гранки. Тие имаат само, да речеме, ќе добијат 300 евра по хектар во лозарството. Ние сега многу повеќе го поддржуваме. Меѓутоа, затоа тамо ќе креираме мерки, она што преку македонски ИБАРТ, нашиот рурален развој програмата? Не преку друга програма, односно програмата за уредување на пазарот. Или она што во Европска унија го викаат заедничка организација на пазарот, каде што се опишани, се детерминирани организациите на производителите и меѓусекторските организации. Значи, она вертикалната интеграција. За нив ќе бидат креирани посебни оперативни програми и мерки преку кои на тој начин ќе се поддржува секторот. Значи, ќе се поддржува во делот, нели, на маркетингот, на промоциите, пакувањата. Да, има примери во Хрватска. Во една општина, дури со јавно-приватно партнерство, изграден современ ладилник, сите го користат, добиваат заедничка стратегија, заеднички пристап. Тоа е тоа што ние, односно државата, ќе го прави во наредниот период. Све е запишано во ажурираната стратегија, која што скоро, значи, на база на анализата среднорочно на стратегијата, ние предложивме ажурирање на стратегијата до 27 година и во овие 2 години точно тие работи ќе треба да се сработат. Исто така, една од новините ќе биде и во делот на земјишната политика, значи се подготвува новиот закон за земјоделско земјиште, кој што на еден друг институционален начин ќе ги креира земјишната политика, која што е една од најтешките политики. Значи, ќе се интегрира целокупното земјоделско земјиште во една институционална форма, која што... агенција. Агенција за управување со земјоделско земјиште, која што ќе управува со целокупното земјоделско земјиште, значи без разлика дали е државно или е приватно, тука ќе бидат и пасиштата во сето тоа, за да може она целокупното земјиште кое што сега е напуштено, а сериозен е тој капацитет, посебно, да речеме, кај приватните, да може да се стави во функција. Знаете, кај нас таков е менталитетот на земјоделците, кои што велат дека кога ќе не го работат земјиштето или се одселени некаде, ама не сакаат да склучат договори со оние земјоделци кои што фактички го обработуваат и тие се доведени во состојба да не можат да конкурираат на буџетските поддршки за програми други и така натаму. Меѓутоа, доколку се јави државата, односно агенцијата, едно тело кое што нити сме го измислиле сега, нити е нешто ново. Постоело, порано бил фондот за земјоделско земјиште. Во Европа постојат агенции за управување со земјоделско земјиште, кое што ќе биде понудено тамо. Агенцијата тоа земјиште ќе го става во функција. Ако е приватно, не значи дека ќе изгуби собственоста. Не, собственоста е загарантирана со уставот, тука не се чепка, меѓутоа користењето негово, да не седи така нивата, да не остане, значи необработено, а има сериозен капацитет и во таа насока. Второ, исто така за земјоделците ќе бидат преиспитани поддршките во делот, нели, на советодавните услуги, да се зголемат, што мора да се направи. Ќе биде активирана она што викаме земјоделски образовен систем за иновации. Значи, мора дигитализацијата да навлезе посериозно, автоматизацијата, механизацијата, ако сакате, затоа што
ние во оваа анализа утврдивме дека половината од работоспособното население го напуштило земјоделството. Значи, бројот на работници во земјоделството драстично се намалува и се соочуваат земјоделците со сериозен проблем за извршување на одредени операции. Затоа ќе мора голем дел од мерките да бидат насочени и кон овие активности. Добро, ако ја спомнавте програмата за рурален развој, како сме тргнале, таа ќе не биде пандан на ИПАРД, подготовка за ИПАРД. Ќе значи ли таа дека ќе треба да располага со поголема сума на пари за да биде посериозна? Ќе бидат ли во фокусот некаде и малите земјоделци? Гледаме Европа полека и кон нив се свртува дека не треба само големите да се поддржуваат. Сепак малите се тие што им треба повеќе поддршка. Точно е тоа. Значи постои и сега постои мерка за малите земјоделци. На државата е на Министерството како ќе ги поддржи сега во овој период, во наредниве 2 години. Меѓутоа, во наредниве 2 години, точно и програмата за рурален развој, за тие мали земјоделци треба да обезбеди да пораснат, односно да го достигнат она минимално ниво за да можат самите утре да учествуваат на програмите. Ако сега не можат, да речеме ако сега имаат 2 крави, да со текот на тие 2 години ги изголемат, односно преку програмата за рурален развој се јават, набават 2 нови грва за да можат точно да стигнат да ги да бидат корисници на средствата од програмите. И да бидат видливи утре и за европските програми. Секако, затоа што нема да има милост кој ќе влеземе во Европа. Апсолутно, да. Сите оние кои што ќе сакаат нели да се прилагодат и да го искористат овој период се додека влеземе во Европа, ќе бидат ставени, значи така ќе треба да се работи, на нив да се стави акцентот. Сите оние кои што нема да можат да се снајдат, кои што не знам од кои причини можеби ќе негодуваат, ќе бойкотираат, тие секако ќе мора да излезат еден ден од системот, затоа што ако земеме дека јас често пати, неколку пати и на вашата телевизија, но и на други места сум изјавувал оној примерот од Словенија, дека во моментот кога Словенија влегува и покрај сите тие поддршки и покрај сите тие подготовки, дневно по 8 фарми излегувале од системот. И ако видите сега, да речеме, Словенија има околу 60.000 земјоделски стопанства. Се изфилтрирало тоа полека. Многу се изфилтрирало, така да очекувам дека и кај нас ќе биде, односно дека тие што ќе го искористат периодот, сето ова што го зборуваме, ќе можат да продолжат да инвестираат од земјоделство. Имаме примери кај што вработен во јавна администрација па преку викенд ќе поработи на нивата и он добива субвенции. Тоа се викенд. Видите, јас не сум и против тие, ама ако бидат сериозни производители. Значи, има сериозен капацитет. Сериозен капацитет, тие имаат и можности дополнително средствата што ги имаат од надвор од земјоделското стопанство да ги инвестираат, да го зголемат своето производство, меѓутоа мора да бидат сериозни производители. Да не биде со еден декар. Мора и тоа е ова сега што го зборуваме, што почнува постепено, меѓутоа ќе биде и засилено натаму, дека добрите земјоделски пракси ќе бидат задолжителни. Нема веќе дали си користел семенски материјал или не си користел. Мора да се користи семенски материјал, инаку ќе останеме на онаја продуктивност која што не можеме 30 години да ја подигнеме. Повторно ќе останеме со 3 тона по хектар пченица, повторно ќе останеме со 3000 литри по крава млеко. Тоа не е дозволиво затоа што Нема напредок. Значи мора да имаме мора да градиме земјоделство за наредниот век, би рекол, односно за идните генерации. Инаку повторно после некое време ќе зборуваме дека сме останале на истото ниво, ни се зголемува, негативниот била, џабе се средствата, ние можеме и дупло средства да вложуваме ако немаат ефект. Ако нема услови. Сосема за крај, го спомнавте економскиот експеримент. Интересен пристап да се види кои се мислењата на земјоделците, велите нешто ново кај нас. Спомнавте и Светска банка, како реагираше Светска банка? Пошто ги следат они ваквите. Бидејќи и самиот проект беше поддржан од проектот на Светска банка, од проектот за модернизација на земјоделството. Значи, еден од најпофалните делови во ова е делот на економскиот експеримент, кој што се навистина презадоволни и предлагаат да во сите наредни
реформи на земјоделските политики, на креирање на мерките, значи се користи овој пристап, затоа што овој пристап е пристап од оздола нагоре. Да се праша земјоделецот. Значи да се праша земјоделецот и од него да се добијат мислењата за насоките во кои што ќе ги креираме политиките. До сега најчесто било од озгора надолу, значи се кажувало што ќе прават надале земјоделците, после тоа да се изкомуницира со нив и да им се презентираат. Меѓутоа сега овој пак почнува можеби некаде од озгора, меѓутоа само насоки се даваат. Како? Што е мислењето на земјоделците? Па од нив ги собираме тие за да ги креиме. Слично е на анкета, меѓутоа е многу многу е посложено. Се работи ние тука на факултетот имаме лабораторија за бихевиористички и економски истражувања. Направена е лабораторијата. Тука имаме помлада колешката Нацка, која што силно е навлезена, значи во оваа техника, би рекол, во оваа методологија и се надевам дека натаму ќе најде примена во сите и предлогот и на Светска банка е во сите, значи наредни промени да се користи овој пристап. Не само кај нас, него и на целиот регион. Професор, ви благодарам за овие изјави, се отворија нови видици, некои работи ни стана и на нас појасни зошто почнуваат некои работи да се менуваат. На почетокот ни изгледаше чудно, сега што е ова што се случува најнаш, услови, критериуми, се побунија земјоделците, сега некако се појасни сликите за воиднина, поголема е визијата, подолга. Значи јас пред некој ден присуствував и на една дебата во Министерството, беа викнати здруженија, сојузи, федерации, сето тоа. Не слушнав многу негативно за сите овие аспекти. Може би прашуваат, може би се интересираат. Да, се интересираат. Во наредниот период веројатно ќе треба да се интензивираат средбите на повеќе места, затоа што навистина не да треба, него мора да реформите да дојдат и инаку ќе биде многу полошо за земјоделците и за целиот сектор. Минути предвидени за блокот стручни совети, а во нив акцентот е ставен на превентивната заштита и борбата со плевелите и со болестите кај сенските посеви. И вториот дел од емисијата кусо само за една посета на една висока делегација на Европската федерација на ветеринари, која што беше во Македонија, за да укаже на важноста дека треба да се одвојат повеќе пари за ветеринарните служби. Директно, без ракавици, пораката беше пренесена, останува на македонските власти, ако сакаме да го заштитиме здравјето и на луѓето и на животните, дека мора тоа да се направи како што треба. Да се зголемат парите предвидени за спроведување на програмите за здравствена заштита на животните, лабораториските и теренските испитувања од ветеринарните служби. Ова е пораката упатена без ракавици, директно на средбите до владата и до Агенцијата за храна и ветеринарство, под дводневната посета од највисоко ниво на најреспектабилната институција во Европа која опфаќа 330.000 доктори по ветеринарна медицина од сите области на европскиот континент. The colleagues here in Northern Macedonia have resources and they are doing a great job, but they need help. The system needs money and they should be supported as much as is possible by government, by society, because the job the veterans are doing is for the society. It's for One Health, and for this we need that the work of the vet is more appreciated and that there is more money in the system. За неповолната состојба во која се наоѓаат ветеринарите, кои треба на терен да ги контролираат болестите кај животните и со тоа да го штитат здравјето на населението, преку писмо во 2 наврати се обратила и Македонската ветеринарна комора. Тие укажале дека се сериозно загрижени што втора година поред предвидениот буџет е двојно помал во однос на 2020 година и не ги покрива основните трошоци кои ги прават ветеринарите.
Кратењето на финансиите е тешко разбирливо, токму во период кога државата е изложена на зголемен ризик од појава и ширење, но особено на заразни болести, како што се африканската свинска чума, антракс, авиарна инфлуенца, њукаселска болест, чума кај малите преживари и болеста син јазик, како и во услови на силен и инфлаторен притисок врз трошоците за работа на ветеринарните друштва, при што цените за активностите од јавен интерес остануваат непроменети од 2022 година. Укажувањата на ветеринарите се дека ваквите кратења може скапо да не чинат, бидејќи трошокот за превенција е мал во однос на парите кои ќе мора да се одвојат за справување со евентуална епидемија, а дополнително се доведува во ризик извозот и може да има силен удар и врз руралната економија и вработливоста. Неофицијално информациите говорат дека долгот кон ветеринарите е околу 100 милиони денари за една година на исплатени обврски, како и уште толку кон лабораториите на научните установи кои ги вршат анализите. И тука некаде крајот на денешната емисија. Ви благодариме за вниманието. Се гледаме само за 7 дена. До тогаш имате пријатно неделно попладне.